Во последниве неколку месеци љубовта кон нашата земја Македонија победува, се ослободуваме од душманите, а среќата се сврти на наша страна. Но за се тоа помогна честниот македонски народ, како во Републиката, така и низ целиот свет. Но и радиопрограмата Глас од Македонија е и ќе е за нашата слобода, ќе оди кон тој пат и иднината на нашиот народ. За да продолжиме до конечна победа на Македонија, Глас од Македонија ја бара вашата поддршка, а со тоа ќе продолжи да се емитува гласот на вистината преку ова радиопрограма. Помогнете ја радиопрограмата, а за подетелни информации јавете се на 647 780 6549. Продолжуваме со поздрави по повод Божик и новата година. Собственикот на фирмата Capital Electric Славе Димитров од Богданци со сопругата Јулија и фамилијата, на сите нивни најблиски роднини, пријатели, исто така муштери и на целиот македонски народ, честитајќи им го Божик празникот и новата 2022 година, им посакува добро здраве и напредок во животот. Mnogo rani duša leća.
Foreign Real Estate Agent Том Божанин, сеќавајќи се на неговиот, односно околу неговиот дедо Сотир, а исто така и бабата Трајанка, но и мајката Туля, кои секогаш ја слуша македонската радиопрограма Глас од Македонија. Тој со својот татко Крис Божанин од село Трсија и фамилијата сакат на сите своји најблиски роднини, пријатели, соселани, муштери и на целиот македонски народ да им пожелат среќа и напредок во 2022 година, но голема желба посебно на Крис Божанин е да ја види Македонија без граници. Во продолжение да ги проследиме новините од Македонија. Православните христијани во земјава денеска го слават најрадосниот христијански празник, рожденството Христово Божик. Во сите храмови на Македонската православна црква утрово се одржуваа божикни литургии, а по тој повод традиционално црквите беа полни со верници. Централното одбележување беше во соборниот храм Свети Климент Охридски во Скопје, каде што златустова литургија по повод Божик служеше архиепископот Охридски и македонски господин Стефан. Во соборниот храм е колешката Мирјана Јовеска. Имаме во живо. Мирјана, какви пораки испрати архиепископот? Пораки за мир, за спокој, за пред се добро здравје и самоубавени во сечи дом, во сечи живот. Ова се пораките од поглаварот на Македонската православна црква, архиепископот Охридски македонски господин Стефан. Тој ја одржуваше централната божикна литургија овде во соборниот храм денеска. Имаше присутни неколку стотини верници, инаку главните пораки пред се од него се за зголемување на наталитетот во нашата држава, но исто така препорача и поголема внимателност во решавањето на проблемите кои што ни се наметнати од страна. Да чуеме дел од неговата порака. Возлюбени чеда на мајката Македонска црква,
од нас како од македонски народ, држава и црква во ова време преполно со искушенија, се бара поголема грижа и дополнителна внимателност при решавањето на наметнатите прашања, кои што во последно време некои ги исправија пред сите нас. Да внимаваме зашто никогаш и никаде не се дошло до вистината со отстапки од своите духовни, национални, историски и културни посебности. Само народи кои што немаат свое посеѓаат по туѓо. Затоа никој и пред никого нема право да се откажува од она кое што како дар Божи и како сенародно наследство им припаѓа и на поколенијата пред нас, како и на оние по нас. Ниедна привремена добавка не е достојна замена за последиците што може да произлезат од загубата на она што не прави посебен народ, на ова парче македонска земја дарувана од Бога и зачува со безбројните жртви на нашите предци. Честитајќи ви го Божик, на сите чеда на Македонската православна црква, овде во татковината и насекаде во светот, ви посакуваме мир и изобилни дарови од новородениот богомладенец, поздравувајќи ве со радосниот поздрав Христос се роди! Христос се роди! Христос се роди! Честито и од Бога благословено новото лето Господово. Да, тоа беше дел од атмосферата и од пораката која што во име на господин Стефан всушност ја прочита отец Сашо овде во соборниот храм. Мими, традиционално на овој ден литургијата ја следи државно-политичкиот врв кој беше присутен денеска, кои се нивните пораки? Па овде на централната божикна литургија присутен беше министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, како и градоначалничката на Скопје Даниела Арсовска, но изјава пред медиумите, односно честитка за Божик пред медиумите даде само лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски. Да чуеме неговата божикна честитка. Ми посакам здравје и среќа, љубов, хармонија во нивните семејства. Останатото заедно ќе го направиме со народот на Македонија. Исто така ќе ми дозволите и на останатите граѓани кои што не се од христијанска православна вероисповест, да им посакам здравје, берекет, среќа и хармонија и во нивните домови, бидејќи ќе ни треба, затоа што сите заедно сме појаки и затоа што само сите заедно можеме да ги победиме предизвиците во 2022 година. Ќе означили посетата на бугарскиот премиер Кирил Петков почеток на крајот на бугарското вето, придружуван од министерката за надворешни работи Теодора Генчовска од партијата на Слави Трифонов, како и министерот за транспорт и врски Николај Сабев. Петков на 18 доаѓа во Скопје со нов пристап, но не променети позиции за македонското прашање. Од бугарската влада соопштија дека датумот и поводот за